Дали сте знаеле дека 1 од 5 жени може да доживее одредени психолошки потешкоти за време на бременоста и по породувањето? Перинаталната депресија е една од најчестите состојби со кои што жените се соочуваат за време на бременоста и по породувањето. Бројките се доста високи, односно податоците кажуваат дека жените може да се соочат со оваа состојба некаде околу од 10 до 20%. Загрижувачки е фактот што дури 50% од жените кои што се соочуваат со перинатална депресија дека не се диагностицирани навремено и не се адекватно третирани. Многу често се случува да од радоста и среќата за новороденото да некаде го ставиме психолошкото здравје на мајката во втор план. Исто така, многу често се случува да и мајката и семејството имаат некакви очекувања дека по тој чин ќе следи само чувството на среќа. Морам да кажам дека и за време на бременоста и по породувањето станува збор за период кој што може да донесе некаков емоционален ролер костер и во кој што треба да се очекуваат сите емоции. Перинаталната депресија може да се јави за време на бременоста и уште се вика антенатална депресија и исто така може да се јави и по породувањето во првата година и се вика постнатална депресија. Бременоста е време на големи промени – психолошки, емоционални, физички и хормонални. Во овој период телото се припрема за доењето на бебето, кое што, иако е круцијално за него, и представува еден заштитен фактор за мајката поради лачењето на окситоцинот, сепак од една страна, доколку жената се соочува со одредени потешкотии во доењето, тоа може да биде голем стресор. Исто така, во овој период, исцрпеноста од породувањето, исцрпеноста од непроспиените ноќи, самата адаптација на новите обврски и одговорноста за новиот зависен живот, самото прилагодување на телото во овој период по породувањето знае да биде стресно, знае да биде исцрпувачко и да направи еден емоционален ролер костер во емоциите кај мајката. Мора да нагласиме дека и периодот за време на бременоста и периодот непосредно по породувањето е голем предизвик и треба да бидеме сите свесни за тоа дека на новата мајка и е потребна адекватна поддршка. Клучно е да се направи разлика помеѓу една состојба која што се нарекува baby blues, која што типично се јавува во првите 2 недели по породувањето и е многу честа, односно се јавува кај 80% од мајките, и разликата помеѓу постнаталната депресија. Кога станува збор за baby blues, во суштина станува збор за почетниот период на адаптација на мајката, во која што доминира една раздразливост, плачливост, преплавеност од многуте чувства кои што ги доживеала и за време на породувањето и во првите денови со новороденото, која што знае многу лесно и без преголеми интервенции да помине за само 2 недели. Кога станува збор пак за постнаталната депресија, важно е да се знае дека таа може да се појави во првата година после породувањето. Најчесто се појавува во првите недели и во првите неколку месеци. Многу е важно да се разликува од беби блузот и се разликува со тоа што симптомите кои што се појавуваат се поинтензивни, подолготрајни и може да, доколку не се третираат и не се даде адекватна поддршка, пред се од самата мајка и од најблиските членови, да имаат тенденција да се продлабочува. Дел од симптомите кои што се карактеристични за депресијата во овој период се: пред се е присутна тага, нерасположение, пад на енергијата, замор, претерана загриженост за бебето, претерани обсесивни мисли и може да бидат присутни и ритуални активности кои што секако резултат на присутната анксиозност кај мајката и кои што можат да бидат и со непријатни содржини и да го покачат дополнително стравот и срамот кај новата мајка. Многу е важно за овие мисли да запомните дека и покрај непријатните содржини, тие се невистините најчесто, бидејќи се асоцирани и како резултат на анксиозноста, пробајте да прифатите дека се како еден симптом во склоп на целата состојба.
Типични за овој период се и психосоматските поплаки, односно може да се јават болки по целото тело, најчесто главоболки. Одреден број на мајки може да имаат како резултат на тоа со кое што се соочуваат потешкотија и да го создаваат атачментот со своето дете. Севкупно, оваа состојба знае да предизвика пат на волја во нагонските динамизми, односно покрај тоа што има пат на енергија и волја и мотивација и со тешкотија се справува со новите обврски за зависни од живот од неа, да се појави и растроеност на спиењето, растроеност на исхраната. Многу е важно да се нагласи дека оваа состојба знае да го афектира психофизичкото здравје на мајката, кое што директно влијае и на развојот на новороденото. За жал, оваа состојба во некој случај може да направи да новата мајка има мисли во насока на наштетување на себе си или на своето бебе. Поради сето ова, многу е важно да се прави навремена детекција и навремена диагностика и адекватен третман и да имаме една голема свесност во однос на оваа состојба која што започнува од добра психоедукација за симптомите на перинаталната депресија. Скринингот е многу важен за рана детекција на перинаталната депресија и може многу да помогне во намалување на големите проценти на истата. Затоа апелирам до сите здравствени установи, институции и организации каде што доаѓаат бремените жени и жените по породувањето да се постават скрининг тестови кои што жените во чекалните во само неколку минути би можеле да ги пополнат. Друга важна работа која што треба да ја знаеме е дека многу честа причина за недиагностицирање на депресивност за време на бременоста е мешање на дел од нормалните појави што ги носи бременоста со симптомите на депресивност. Исто така, важен дел е да се знае дека и семејството треба да биде отворено за прифаќање на негативните чувства, негативните емоции и појавата на симптомите со цел да не се случи негација, потценување и пропуштање на ваквите симптоми. Сакам да упатам порака до сите бремени жени и до сите мајки кои што непосредно се породиле, дека воопшто не е срамота и не сте помалку мајки доколку чувствувате некакви психолошки потешкоти во овој ранлив и сензитивен период за вас. Перинаталната депресија успешно се третира со психотерапија, посета на психолог и психотерапевт. Во одредени случаи се можни корисни нефармаколошките психолошки методи, меѓутоа во некој случај апсолутно е потребна соработка меѓу психолог и психијатар и употребата на фармакотерапија. Затоа побарајте помош на време. Да побарате помош не е воопшто знак на слабост, туку напротив е знак на сила, храброст и голема свесност. Во овој период е многу важно да се поврзате со другите. Комуницирајте со пријателките кои што биле бремени и веќе се мајки, приклучете се на разни групи на поддршка. Информациите што ќе ги добиете ќе ви бидат од големо значение, а контактот со другите и споделувањето на емоциите може да има тераписки ефект. Во овој период многу е важно да побарате поддршка од вашиот партнер доколку го имате. Секако, тука е и семејството и блиските пријатели на кои што советувам да конкретно им кажете каква помош ви треба и во кое време. Не ги зимајте комплетно сите обврски на ваш грб, затоа што тоа може да ве исцрпи. Секогаш кога ќе можете, поделете ги одговорностите во однос на новороденото. Многу е важно во овој период да си земете време за себе. Искористете го времето кога бебето спие, па земете макар и 15 минути во кои што ќе направите нешто што ќе ви помогне да се опуштите. Во овој период е важно да ја задржите физичката активност и да го држите телото во добра форма. Тоа ќе ви помогне да ви се покачи расположението и да се чувствувате подобро. Во овој период себе грижата е важно да биде изразена и во добра и здрава исхрана и во добра хидратација. Сонот е многу важен во овој период. Тој ќе ве закрепне. Иако не е едноставно да имате добар и долг сон
во првите неколку месеци поради новороденото, сепак потрудете се да ја одржувате добрата хигиена на вашето спиење. Во овој период многу е важно да се едуцирате. Идете фаза по фаза. Не морате да читате за сите фази од животот на вашето дете. Задржете се на периодот во кој што сте. Читајте од релевантни извори, поврзете се со онлайн групи за поддршка и внимателно бирајте ги содржините кои што можат многу да ви помогнат да ви се улесни состојбата и овој процес, полнејќи се со информации и знаење. Како што преходно напоменав, дел од симптомите кои што се врзани за присутната анксиозност во овој период може да бидат обсесивни мисли кои што може да имаат непријатна измачувачка содржина. Многу е важно да запамтите дека оваа содржина, најчесто не е вистинита, е поврзана само за анксиозноста и не дозволувајте да си направите дополнителен притисок и чувство на срам и страв поради овие мисли. Постојат голем број на мајки кои што во овој период си прават дополнителен стрес и притисок во однос на стопот на професионални обврски и кариера. Сакам да ви упатам порака, не се грижете, и бременоста и првата година минуваат мушне брзо, а бременоста и породувањето не значат за секогаш стоп на вашата кариера. Наскоро ќе се вратите на истите и ќе бидете повторно во полна снага. Ова е сензитивен период за секоја жена и мајка. Немојте да бидете дополнително строги кон себе. Мајчинството е маратон, а не е спринт. Родителството е нешто што се учи, а учењето е секогаш процес. Бидете трпеливи, бидете нежни, давајте си себе грижа и примете ја грижата од околината. Вашата психолошка состојба, љубовта и грижата што ќе си ја дадете на себе во овој период е подеднакво важна како и љубовта и грижата што ќе ја дадете на вашето новородено. Здрава и среќна мајка е добра мајка за своето дете.